Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Денес имаме една доста интересна тема за разговор, односно ќе разговараме за Македонското здружение на лифтови. Чест и задоволство ми е да ви го представам денес кај нас гостин во студиото, господин Горан Сековски. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Господине Сековски, да почнеме со едно кратко представување на ова здружение. Да, Македонското здружение за лифтови влегува во трета година како е формирано. Ги обединува фирмите од областа на сервис монтажа, овие фирмите што вршат оцена сообразност и прегледи, задолжителни прегледи на лифтовите, и сите производители кои во државава наша ги нема или некои сосема мали по-малку значајни делови произведуваат. Значи, така еден тој професионален сектор, плюс се вклучени како придружни членки и надлежните органи, Министерството за економија, Единицата за внатрешен пазар и Државниот инспекторат за техничка инспекција, и се имаат своји членови како придружна членка, бидејќи ние сите соработуваме со тоа министерство, они се надлежни за лифтовите и воопшто вертикалниот транспорт. Кои се целите на вашето здружение? Па целите се, така, имаме сите некои заеднички интереси, без разлика на конкуренцијата и се што оди во бизнисот, меѓутоа имаме заеднички интереси, заеднички цели да постигнеме. Ова област е доста регулирана, меѓутоа се уште има моменти каде што можеме заедно да настапуваме. Значи, главната цел на здружението е да комуницираме меѓу себе, сите проблеми што ги имаме да разговараме за нив и заеднички да настапуваме пред државните органи или институциите воопшто. Има и други цели нормално. Сакаме, ова е формирано како национално здружение, Македонското здружение за лифтови. И една од целите во наредниот период, па може би оваа година, е да побараме членство во Европската асоциација на национални здруженија за лифтови и ескалатори. Така. Сега не можеме, значи, да негираме дека е се помасовна употребата на лифтовите. Да, добро, лифтовите денес представуваат убедливо најмасовно средство за транспорт. Се смета дека во Европа има околу поединечни милиарда возења дневно, во светот околу 4 милиарди. Значи, се работи за навистина масовен транспорт, убедливо најбезбеден транспорт, во однос на бројот на корисници, бројот на возења и несреќите што се случуваат. Меѓутоа сепак се случуваат несреќи и една од целите на здружението да води статистика и да придонесува за побезбедно користење, односно побезбедни средства за вертикален транспорт. Така. Како околу се денеска што има, така и околу лифтовите постои некоја законска регулатива кон која што вие мора да се придржувате. Па да, реков дека доста е регулирана оваа област. Воопшто во светот, во Европа и кај нас. Ние како земја кандидат за членство во Европската унија, веќе имаме прифатено и тие европски директиви кои се транспонирани кај нас како закони и правилници. Тука е законот за пуштање на пазар на лифтови, односно законот за безбедност на производи и правилникот за пуштање на пазар на лифтови, кој е подзаконски акт на овој закон. Потоа законот за техничка инспекција, кој регулира лифтовите во употреба преку правилникот за користење на лифтови и ескалатори. Значи, во нашата земја е регулирано се од почеток од трговијата, увозот до пуштање во употреба на лифтот и
Понатаму во редовната употреба, слично како кај возилата, имаме Исто така и кај периодичен лифтот. преглед, да, еднаш годишно. Така. Сега, како еден лифт се пушта во употреба? Да. Кои се Да. критериумите кои што треба да бидат задоволени? Значи, според ова што е спомнав Европската директива и кај нас според нашите закони и правилници во таа област, се работи за еден документ кој се нарекува оцена на сообразност. Тој треба да се направи, задолжен е во принцип, како што вели закон, производителот, трговецот, или тој што ја монтира опремата, кај нас најчесто се тие. Значи, монтерите, инсталаторите на оваа опрема, они се задолжени да извршат оцена на сообразност. Дали овој лифт е сообразен на законот, односно на правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди, дали сите мерки за безбедност и конструктивни безбедностни се преземени. Тоа го прават овластени фирми, ги има 5-6 во нашата држава. И врз основа на тој документ, ако е позитивен, монтажерот на лифтот прави една изјава за сообразност и со тоа ја предава на корисниците. Кај објекти стамбени, обично се работи и така и правилникот предвидува, бидејќи се уште собственикот не е дефиниран советот, заедницата на станари, тогаш таа улога е презема инвеститорот, лифтот се предава на инвеститорот, се прави записник за примопредавање. Меѓутоа, тоа не е доволно. Лифтот се уште не е спремен за употреба. Тоа е само во делот на предавање на трговија, да речам, дали може тој лифт да се тргува со него и дали може да се предаде. За пуштање на лифтот во употреба, потребно е корисникот, во случајов кај нови објекти инвеститорот, ако не е дефиниран јасно кој е собственик на зградата, инвеститорот поднесува барање до државниот инспекторат, односно прво бара до една од овие акредитирани овластени институции, фирми што вршат вакви прегледи, да се изврши прв преглед на лифтот пред пуштање во употреба и со таков еден, со тоа испитување, со тој документ позитивен и има и тука други пратечки документи, се поднесува барање до државниот инспекторат за техничка инспекција, кој одредува единствен број на тоа превозно средство, на тој лифт, со ознаки на државниот инспекторат, како нешто слично како регистрација кај возилата, табличка, и донесува решение за, односно им дава решение за употреба. После тоа, тој лифт може да се користи. Ова зборувам сега за нови лифтови, каде што е кај лифтовите во употреба, значи подлежат исто е законска обврска, еднаш годишно се направи редовен технички преглед, многу слично како кај возилата, со тоа што корисникот тогаш веќе или е фирма, правен субјект, или е заедница на станари, кои сега и тие се правни субјекти, само го известуваат државниот инспекторат за техничка инспекција дека извршиле контрола на тој лифт и дека е нормално со извештајот во прилог и така натаму. Така. Сега концизно од вас имавте можност да слушнеме што всушност опфаќа законската рамка, па дали би можеле по една ваша слободна проценка да ни кажете колку лифтови има во моментов на нивото на Република Македонија? Не знаеме, точен податок нема. Имаше преку Сдруженијето, па и порано и пред да биде Сдруженијето само иницијативно, до Заводот за статистика поднесовме едно барање во следните овие пописи да биде вметната и таа графа за зградите, дали има лифт, нема и така натаму каков видите. Тоа се вметно и тоа знаете добро дека пописот не се направи. Се надевам дека следниот попис кој ќе биде во Република Македонија ќе имаме поточна бројка. Меѓутоа има разни, се шпекулира со разни бројки од 5-6 илјади до повеќе. Моја проценка е дека е меѓу 8 и 10 илјади. Тука некаде дека се движи. Самиот државен инспекторат за техничка инспекција има евидентирано околу 2000. Тоа се во главном во последниве од 2009 година наваму, во главном нови лифтови и лифтови што се во правни субјекти, значи собственици, фирми, хотели и така натаму.
многу се надвор од контролата, значи на државниот инспекторат, воопшто нема инспекција, евиденција. Ама тука е некаде бројката по некои претходни податоци и овие јас правев една статистика по бројот на згради, па колку згради има над 4 спрата, знаете порано. Така беше, тие до 4 не мора да имаат лифт. Така, сега? Тие на 4 мора. И сега е така, меѓутоа инвеститорите се вградуваат и на 2 станици, бидејќи сакаат да го продадат станота. Потешко ако нема лифт, тешко дека некој ќе се одлучи да купи. Така. Верувам дека значи, тоа така. негде 8 до 10.000 лифтови треба да има во Македонија, од кои главно во Скопје се повеќето. Така. И сега, пред да продолжиме со разговорот, предлагам да направиме една кратка музичка пауза, потоа се враќаме со правата и обврските на Сдруженијето, а и на собствениците. Со музика за подобро расположение, а во тој правец тече и нашиот денешен разговор.
Господине Сековски, кои се нашите права, кои се нашите обврски пред секако собственици на оние колективни семејни вдомувања каде што се употребуваат лифтови? Да, значи и пред малку спомнав, собственикот, односно корисникот на лифтот, ако има договор за користење на некој објект, вклучително лифтот, е должен да врши еднаш годишно редовен периодичен преглед на лифтовите, ангажирајќи компанија која е акредитирана и овластена од Министерството за економија. Такви реков се 5, 6, се менува бројот, ама тука се некаде фирми во Македонија. Нов момент е последно време со законот за домување, нели, многу има постојат компании кои се како надворешни управители на овие по старо да што викаме куќни совети или се заедници на станари. И обврската и за овие испитувања преземаат они. Иако финансискиот дел јасно дека сепак е натовар на собствениците. Меѓутоа, од пракса, Државниот инспекторат за техничка инспекција ги контролира овие управители, правни лица и на некој начин ги задолжува да исполнат таа законска обврска за редовни периодични прегледи на лифтовите. Проблемот е што кај овие лифтови постарите во голем број случаи, и јас доаѓам од една таква фирма кој што испитуваме тие лифтови, се добиват негативен извештај. Бидејќи во главном кај нас се работи за постари лифтови, во меѓувреме имаше многу усогласувања кој ги правил, кој не ги правил. Знаеме каква е економската состојба. Меѓутоа, според овој правилник што го спомнав за користење на лифтови, има неколку точки за стари лифтови, што треба минимум да ги исполнат тие подобрувања, да речем. И во голем број станува, не велам, не се тоа може би многу пари за да се доведе лифтот во состојба која ќе го задоволи правилно. Тоа се барања безбедносни, не се никакви други, значи се работи исклучиво за безбедносни барања. И меѓутоа функционира, еве во Скопје неколку такви, барем ја кај што имам увид, кај што се вршат тие прегледи, потешко меѓутоа се собираат пари, тие лифтови се подобруваат после извештајот, повторно се повикува овие тела кои вршат прегледи и добиваат. Знаете, тоа се барање сепак за нашата безбедност. Така. Каква е улогата на надворешните управители, на заедници, на собственици станови? Па, ви кажав, порано никако не беше јасно чија е таа обврска. Дали останува базично на станарите, а они немаат никаква обврска. Меѓутоа, еве, во праксата во последно време, кажува, па и инспекторатот така, може би му е полесно или наложува на овие управители да се врши преглед. Нормално тие со сила не можат, сепак тоа е во корелација и во договор со станарите. Меѓутоа, се известуваат, се кажува дека што треба да се направи, колку чини тој трошок и наоѓаат начин, средства да се направи прегледот. Ви кажав, после поголеме, после тоа оди кај поголемиот број од овие лифтови, да речем, мало усогласување. Според правилникот, да. Па, знаете како, ако одиме баш по законот, ако има негативен извештај, тој е негативен, не може тој лифт да се користи. Исто како возило, ако не помине на технички преглед, вие нема да добиете печат и не може да излезете на улица со тоа возило. Многу е слично и овде, иако има некои рокови, во пракса се дава до 60 дена за отстранување на овие. Знае, мислам, има некоја толеранција, се знае каква е ситуацијата и земајќи предвид и економската ситуација, значи се дава некои 60 дена и повторниот преглед во тие рамки
некои го наплатуваат, некои не. Сакам да кажам, значи се излегува пресет на станарите, а пред се за зголемување на безбедноста на лифтовите. Па и функционалност, ако тие елементи се исполнети, сигурно и лифтот станува и пофункционален, но пред се е безбедноста прва. Тоа е број 1. Така. Што подразбира еден редовен месечен сервис? Па, правилникот за користење на лифтови ги задолжува исто така корисниците и собствениците на лифтовите да имаат активен договор за одржување, а пак тој што одржува, што веќе има договор за одржување, е назначено, има таму 10 на 15 точки, што подразбира еден редовен сервис, значи без разлика дали имало интервенција, не може би лифтот и нема воопшто да застане за 12 месеци. Меѓутоа еднаш месечно мора, значи законска обврска и овој што веќе склучил договор за одржување на лифтот, мора да помине, се прегледуваат по повеќе точки таму се назначени, меѓутоа и функцијата на сите безбедносни уреди на лифтот. Тоа е многу важно. А при овој годишниот преглед од независно правно лице, од акредитирано, значи тие не можат, сервисерите си се за сервиси и овие месечни прегледи. Годишниот преглед се други акредитирани компании. Таму исто така целата функционалност, сите безбедносни уреди. Така, да се надоврземе веднаш и на годишниот. Да, значи се проверуваат и се продолжува на некој начин дозволата за употреба. Така. Што треба да направиме доколку при техничкиот преглед се утврди дека лифтот не ги задоволува минималните барања за безбедно работење и пред се користење? Да, во самиот извештај наведени се точките што е тоа што не исполнува. Значи не е тоа само некој документ не исполнува, туку е наведено кои се тие работи. Значи ако се отстранат тие работи по следниот преглед, одма кога ќе се отстранат, се повикува истото тело, мора да биде, и да се утврди дека тие точки по кои они се произнеле, дека се отстранети тие забелешки и добива позитивен извештај. Ви реков, пракса е, значи не е тоа пропишано, пракса е некаде во рок од 60 дена тоа да се заврши. Така. И сега дојдовме кај една од клучна работа, верувам, која што ги особено интересира гледачите, а тоа е како се врши плаќањето и како се справувате со неплаќањето. Па, кај нас наплатата е проблем секаде. Таква ни е економската ситуација, економската моќ. Не би знаел да кажам за одржувањето како е наплатата. Мислам дека сега со овие управители на дворешни правни лица кои вршат улогата на управител, дека малку е подобрано тука и дека сервисерите барем за тие цени што се договори, дека ги добиваат во некој разумен рок, можеби со мало задоцнување. Слично е и вамо кај акредитираните овластени тела за годишен преглед и за оцена сообразност. Наплатата оди со задоцнување, меѓутоа оди многу од овие кучни кај што се сами знаете, овие се, заборавив да кажам преска, каде што управителот е од редовите на станарите на кучниот совет, на основно заедницата на станари. Тие се некако се уште вон контрола. На самата инспекција им е тешко да оди, нема многу два инспектора само во цела држава. Значи, тешко им е да стигнат до секој влез, до секоја зграда. Затоа реков, полесно е многу преку вие управители. Со една контрола таму се гледа кој од нивните лифтови се направи. Така што прво тие немаат принуда, знаете, кај нас ако нема принуда директна, бидејќи се работи за пари, некако сите си чутиме, ајде додека не ни дојде нели контрола, ќе тераме. Така што во тој има такви заедници на станари кај што самите само иницијативно прават, вообичаено тоа се влезови згради кои што имаат свој деловен простор и го изнајмуваат.
па имаат антени на самите згради, така, значи имаат некаков приход. Обично има и некој човек кој запознаен со правната регулатива и сака да си се покриени правно, да кажам, ако искористам тој збор, и тие прават. Меѓутоа многу се вон контрола, поготово зашто видите се цените се различни, меѓутоа овој годишниот преглед се движи, ајде речем, за заедниците за станари негде околу 5000 плюс минус. Сега од ова зависи од лифтот и така од повеќе фактори. Повеќе во плюс отколку во минус. Тие пари се оптоварување за покрај овој редовен сервис што е месечен, нели, за станарите. И ја ви кажав, само значи ваму има принуда кај што одат од инспектор, им наложува, им дава записник, им наложува дека во некој одреден рок или треба да започнат, или треба да направат. Кај правните лица веќе одамна функционира тоа, значи тука тие и самите веќе се научија. Кој надлежен орган е задолжен за спроведување? Значи тоа е Министерството за економија, меѓутоа директно е Државниот инспекторат за техничка инспекција. Тоа е под Министерството за економија. И тој е надлежен, има повеќе сектори тој, еден од секторите е лифтови и дигалки и тие се надлежни за спроведување на законските обврски. Така. И сега, дали токму спроведувањето на законските обврски значат и голема безбедност за лифтовите? Па поголема сигурно, да. Значи, реков дека сите овие испитувања, сервисот, редовниот испитувањата од овластените тела за вршење на прегледи, дека потенцирана е безбедноста, мора да се проверат сите безбедносни уреди и не само безбедносни, значи и функционалноста, некои други аномалии ако се утврдат. Така што самиот преглед не значи дека нема да се случи нешто, меѓутоа сигурно во голема мера ја зголемува безбедноста. Ние знаеме, еве и во вашиот град имаше лани една несреќа, каде што со смртен случај се случува еднаш, еве имаме последниве години неколку смртни случаи, главно беа кај и главно повеќето се при монтажа сервис. Хајде ваше едно ведување, јас токму тоа ќе беше и следното што ќе ве прашав. Едно ваше ведување за таквите случувања. Па знаете, и во светот и во Европа има голема акција, значи вака иницијативи за ајде да речам, таму се решени веќе овие прегледи. Лифтовите што се во употреба се решаваат национално. Така е европската политика. Значи ова што ви зборев, прво пуштање на пазар, првото пуштање, тој дел е на ниво на Европа и тоа е секаде исто. Во некои земји на 2 години, на 3, на 1, без разлика. Меѓутоа, независно од тоа, има акции за подобрување на безбедноста. Има еден стандард кој се однесува, има 80 и нешто точки кои треба кои се потенцирани за зголемување на безбедноста на лифтовите во употреба, се мисли на постарите лифтови. Секоја има в неколку земји во Европа презедува мерки за не сите нормално, ама за некои десетина, 5, зависи. Тука има Франција, Норвешка, Германија, значи веќе презимаат 5 други земји мерки. Целта на ова е сето да се подобри безбедноста. Во некои од овие што ги спомнувам земји има такво подобрување, кај што, да речеме, во Франција имаше 2 години без ни една тешка повреда или смртен случај. Значи, подобрувањето, одговор на ова прашање, значи подобрување на безбедноста, овие прегледи, редовни сервиси, одржувања, секако дека ја зголемуваат безбедноста, бидејќи кажав, тука има негативни извештајки, има некои несообразности, тие треба да се отстранат на некој начин, со вградување или со замена на некои делови, безбедносни, и самото тоа носи кон зголемена безбедност. Така. Мора тоа да биде, тоа ни е целта, мислам, да нема несреќи и на работа и кај корисниците. Така. Да. Ова е една и убава
порака за крај. Така би го изокружиле ние денешното издание на Нов ден. Ви се заблагодарувам што не удостоивте со вашата посета и што ни помогнавте пред се да ја обработиме оваа тема, бидејќи ние не сме разговарале до сега на оваа тема во нашата емисија. Господин Сековски, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам што ми дозволивте да зборуваме на оваа тема. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и за одвоеното внимание. Тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Следете не и утре со почеток во 8 часот. До тогаш имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.